Добро вечер. Нова и веројатно последна епизода Cyber Команда за оваа трета сезона. 40 епизода сезонова или вкупно 97 епизода. Значи, со оваа 40 епизода се изедначивме со втората сезона. И втората имаше 40 епизоди, првата имаше 17, но тоа е затоа што почнавме негде февруар, таа прва година. Значи, 97 епизода, Cyber Команда, редовен термин на YouTube Infomax каналот. Јас сум Филип Петровски. Тоа YouTube, не знам ни дали да го спомнуваме, бидејќи веќе YouTube е мејнстрим и YouTubeот има повеќе влијание од овие, како ги викаат, терестријални ли ги викаат телевизии? Ема проблем. Терестријални, кој мислиш, кој знае што дека е? Но факт е дека терестријалните телевизии, кои што се вака повеќе поврзани со неопитни, неедуцирани, постари луѓе и така натаму, иако не мора да значи, има и постари луѓе кои што се многу опитни и многу едуцирани, или ако сакаат може да го надминат јазот. Значи, обично тие телевизии се поврзани сега искарикирано со помал IQ. А тоа помалиот IQ е нешто што многу добро, многу вешто, многу прецизно и многу пресметано го користи секогаш власта. Или власта која е опозиција, односно Мицко, или Белата палата. Значи, они добро знаат дека, например, преку терестријалните се информираат за нивните розови наративи, да речеме, пензионери. И знаат дека голем дел од нив не гледаат подкасти или YouTube или други социјални мрежи. И тука може оној розов наратив, ви даваме, расне 20% индустриското производство, Македонија за тебе, горда, морда, све. Значи, во принцип, затоа мислам дека е добро што се брише границата помеѓу терестријалните и социјалните мрежи, односно подкастите на YouTube, затоа што на овој начин и преку смарт телевизорите, кои што се повеќе се достапни, односно се полесни за управување и на повозрастните, а и на понеопитните, па и ако сакате на 81/9, значи на сите категории. И затоа пенетрацијата сметам дека е добра, брза и ефикасна кај сите категории на граѓани. И тоа ствара една нервоза кај најдобрата власт на сите времења, најубавиот и најпаметниот премиер во цела галаксија и пошироко Млечниот пат, освен што не. И практично они мора да парираат. Сега, многу беше добро, контролираш, рецимо, некој таму сител, канал 5, ово, има како се врзуваат тие телевизии, мислам, не тие конкретно, него општо фамилиарни телевизии кои што штитат фамилиарен капитал и криминал. И ги врзуваш, знаеш, кешираш, твоите се, што треба да се каже у вести, кој треба гостин да се викне, нема дебатни емисии или има дебатни емисии со список, каде што списокот е целосно контролиран, кој не ни се свиѓа, него викаш, имаш привид на демократија, а всушност врска нема. Значи, сликање на наративи за потребите на, ајде да не речам владеачката гарнитура, него за потребите на една тесна структура на луѓе кои што сакаат и можат со пари да ве манипулираат, да ве држат во звоно, стаклено звоно или во меур од сапуница, како сакате, замислете си го тоа, но идејата е таа, да ви објаснам дека ве држат под контрола. Затоа, овие подкасти, или овој подкаст, и Тешки муабети, и Инфомакс, и некои други спорадично, да не биде сега само ние, али горе-доле, да, само ние, да, упорно ние,
И ако ме прашувате мене, да, затоа што сметам дека така треба, не заради нешто друго. Сметам дека не е филозофски да се молчи, сметам дека е измама кон сам себе да се представаш за интелектуалец, а да молчиш кога гледаш булшит, например. Да, булшит. И таков булшит имате на тони, на стотици, на илјадници, секојдневно. И тоа беше, например, со еве во оваа сезона една мала ретроспектива, булшитот беше, например, дека е Македонија повторно твоја, или горда, или готово, крај, све супер. Ни бидна твоја Македонија, ни бидна горда, а бидна северна. После булшит беше, например, дека сме коска со Трамп. Значи, ние и Трамп први другари. Крис Павловски на доручек секој ден со Трамп. Тоа значи као Мицко да е на доручек секој ден со Трамп. Све дека булшитот не искочи од телевизија булшидовска нивна под контрола, кај што он рече дека е канадски државјани. Значи, такви булшиди имате цела оваа сезона и горд сум што успеавме булшитот да го ставиме во следоред. Значи, да знаеме кој булшит која се случил. Значи, у таймфрейм, у временска рамка. Да знаеме кога се случувале некои работи, за да имаме вака обид за реконструкција на булшит историја. Пошто немаме ни историја. Немаме ни механизми да формираме историја. Немаме, освен овие вакви подкасти кои што се објективни, значи не сме критички настроени, да не правиме замена на тези. Објективни, само скицираме булшитот кога се случува во одредена епизода и кога ќе го видите датумот, знаете, тогаш сме го кажале тоа од прилика од таа рамка е. Затоа што нема дневни весници, нема неделни весници, нема архива онлайн, нема архива офлайн, нема историја, значи никаква фактографија не се запишува, вие не можете 99% од работите да ги проверите, затоа што намерно е така. Кога сакаш да нема држава, треба да нема историја, да не можеш да провериш што кога се случило, за да можеш да го сместиш у облаци, у розови наочари или како сакате, у сапуница. И тоа ви го прават. И ја мислам дека нашата, да речеме, не е посебна улога, него нашата активност е, активисти сме ние во борба за своје мислење. Тотална објективизација. Нема потреба нашето мислење е подобро или ние знаеме, вие не знаете, него активисти за посебно мислење. Бидејќи нема посебно мислење, ни у медиуми, ни кај интелектуалци, ни кај активисти, некои, ако има такви, нити кај, како се викаат овие, државни функционери. Таму некој, или овие у парламент, таму некој нешто различно да каже, освен со рачињата, со дебелите прстиња, да стиснат на зелено, кога треба на зелено, или на црвено копче, кога треба на црвено копче, нема. Значи, затоа обидот на овој подкаст или на оваа редакција, да ги ставиме у следоред работиве, за да можеме некад нешто и да провериме. Ако не ми верувате, пробајте да најдете нешто за Охридски рамковен договор онлайн, 2001, 24 години. Пробајте да најдете нешто за Грује кога дошол на власт 2006. Пробајте за Конгресот во Охрид 2003. Пробајте вести од 10-11. Пробајте за Македонија и Европска унија. Нема никакви траги. Сајтовите се помали, помлади од 10-15 години, а и тие сајтови имаат уредничка политика да бришат текстови. Значи, многу често постојат наслови, а текстовите ги нема.
промениле страна редакциите или ги искеширала некоја фирма поврзана со некој политички, ги снемало текстовите. Така што, ете, ние пробавме да оставиме барем една трага. Јас пробувам на тој начин да ги структурирам сите епизоди, да коментираме проблеми во општеството, да кога ќе детектираме булшит, го покажеме булшитот и да го деконструираме, да видиме всушност дека се работи за наративи, а у позадина се кријат интереси на тесна група на луѓе. Еден таков булшит беше исто така и железничката пруга од 2 милиарди, која што беше поврзана со уште поголем булшит, дека Британија многу не сака и дека Британија да не е, мислам, Македонија да не е, Британија нема да има со која држава се здружи. И они се здружија со нас, ама произлезе дека у позадината на тоа може да стои враќање на азиланти, кое што никој не го негираше така прецизно јасно, а во одредени примери на такви стратешки пријателства на Британија, која што наеднаш почна да ги сака другите држави, не само да ги колонизира и да ги цица за да се богати на нивен грб, туку наеднаш почна да ги сака, па наеднаш почна и Македонија да ја сака. Нема врска што никој не смее да спомне за геноцидот на македонците во граѓанската војна во Грција, напалм бомбите и така натаму. Тоа нема врска. Ботовите велеа дека тоа било тогаш, а сега било поинаку. Но некои викаат, вака попаметни луѓе од мене, дека оној што не ја познава историјата, осуден е да ја повторува. И очигледно кај нас циклично се повторува историјата. Наеднаш ни беше продаден тој булшит дека британците не засакале, немаат што да прават и на нас ќе ни даваат милиарди за ние да си правиме што сакаме, или, например, ќе ни даваат милиарди евра да си правиме пруга за која што не постои проект, не постои траса, не постои физибилити студија, значи дали е исплатливо, не постои студија за другите држави, пошто таа пруга почнува од една, завршува од друга држава, не постои студија за колку товар ќе проаѓа, не постои студија за исплатливост, не постои ништо, освен изјава на врховното политичко суштество, божество, која што е умеѓу време и професор, и премиер, и најпаметен човек у галаксија, дека сака да гради пруга. Тоа беше, според мене, голем булшит, кој што зацкрива еден уште поголем, поврзан со враќање на емигранти, имигранти или избеглици, или пак враќање на најлошите од тие. Бидејќи ако е некој потврден доктор, професор или интелектуалец или, не знам, бизнисмен или има капитал кој што може да го инвестира у Британија, ќе си го остават таму, не ни го враќаат на нас. На нас ќе ни ги враќаат тие што се талогот, калта и така натаму. И сега тој булшит некако полецка почна да се замолчува. Некако како да нема ентузијазам толку како што имаше на почетокот. Од озгора на тоа влеговме у 16-ти булшит со Европска комисија на нашиот плебс или граѓанството овдека ни беше представено дека таков пресинг ние вршиме во Европа, откако го извршивме пресингот на Трамп со Крис Павловски и на Британија со овој од транспорт, сега извршивме преку Муцунски и Мицко таков пресинг на Европска унија, што Европска унија мислеше дали да не прима директно без преговори или
барем 15-20 дена у чекалната не задржат, пошто нема смисла од другите држави што чекаат со години. И така ние за тој извештај на Европскиот парламент ни избилда една таква супер позиција дека готово завршена работа, имаме идеална дипломатија, имаме пресинг, сите се на наша страна, сите не сакаат, кај што треба ќе подмачкаме, ја сватили историската неправда, така што одеднаш оваа недела, откако беше најавено дека све тоа ќе се избрише поврзано со јазик и идентитет од извештајот, наеднаш како да спласна ентузијазмот. Но тоа трае неколку сати, бидејќи они само на наративи, на формирање на јавно мислење, односно на меурите од сапуница или да ви ги стават розовите ночери, преку тие терестријални телевизии, само тоа е главен фокус на тоа што го прават. И смислија. Погодувате? Смислија. Како да престанете да зборувате за Европска Унија, Европска комисија, Европски парламент, бришење на македонски идентитет, јазик и така натаму од извештаите. За еден ден смислија. Или им беше смислено па го убација како, нели, онака силна резерва у утакмица. Погодувате. Генијалната идеја. Вакво нешто нема вчуено. Данок за немажени и неженети. Нема лабаво. Што е тоа познато во историјата само во фашистички режими, Мусолини, Хитлер и така натаму, не е важно. Филип знае, чул, прочитал, па и он дали знае. Народот не знае. Пензионерите кај знаат? Па пензионерите сакаат ли да им се шуткаат внуците или да им носат деца? Да им прават? Значи, ги упосли сите да дискутираат дека да не им наплати државата данок на немажените и неженетите. Има тоа повеќе проблеми, тоа веројатно и во иднина ќе го дискутираме. Ја лично не верувам дека ќе го спроведе. Тоа може да е на Владко Ѓорчев, он има вакви налудничави идеи. У принцип, вакви работи може да смислат асоцијални луѓе, луѓе кои што го мразат општеството, луѓе кои што ја мразат слободата на другите, луѓе кои што им е криво што не искачаат од дома, луѓе кои што немале никош другарчиња, луѓе кои што наменски се женеле, мажеле, правеле деца, за да успеат во политика. Се извинувам, некој ако се препознае, немам намера никој конкретно, ама има такви. Има кај Мицко, има некои се и високи државни функционери за ништо, а зимаат функционерски плати. И така што такви налудничави фашизоидни луѓе и идеи добро се уклопуваат во овој мејнстрим, каде што државата се повеќе се свртува кон присила, закана, даночење, брцање у джеп на луѓето, во време кога цените секојдневно се качуваат, во време кога манипулациите околу цените и потрошувачката кошничка се на највисоко историско ниво, во време кога ви викаат кошничката дека е за тројца, а Мицко ви вика на таа седница кај што зборат за даноци за неженети и немажени, дека во учебниците треба да стои мама, тато, бато, сека и така натаму, значи минимум 5 души да е семејството и така натаму. И они мислат дека вие тоа нема да го поврзете, затоа што сметаат дека сте со 81-9. Затоа што
трочлена кошничка е 1100 евра, а 5 члена колку ќе биде? 2000 евра. А минималната плата е 400 евра. И они сметаат дека овие работи се толку комплицирани за вас, дека вие сте и можеби и под 87.9, да вие нема ни да ги поврзете точките од истата политика, фашизоидна, и исто така нема да ги доведете во прашање. Значи, тоа го сметаат. Затоа што мерките што ги објавуваат една еден ден, друга друг ден, трета трет ден, не се поврзани во никаков логичен систем кој што би дал политичко или било какво обштествено подобрување на работите. Тие се поврзани со потребите на дневната политика. Денеска треба да ги свртиме кон данок за нежените и немажени, за да не зборат за извештајот на Европскиот парламент, кој што е катастрофален. Кај што се наведува дека нема борба со висока корупција, дека политички е донесен законот, измената на законот, на кривичниот закон, кај што се амнестираат крупни корупцијски случаеви, воглавном поврзани со политичари, дека не се отворени политичките досиеа на тајните служби, дека буквално животот е под контрола во еден наратив кој што нема врска со реалноста. И тоа го кажува извештајот. И добро е да имаш нарачка, кој ти е платено лобирањето, да ти дојде еврокомесарот и збори за пунети пиперки, бабури и граф и грашок. А ти да кажуваш, не е грашокот и пунетите пиперки, Јане Сандански и Гоце Делчев е. Ние сме Јане Сандански и Гоце Делчев. А да не спомнуваш висока корупција, сомнително финансирање на партии, нема прогон и амнестија има на високи политички олигархиски измами и така натаму. Супер е свртувањето на внимание. И на крај, дај ќе ги заебаваме дека ќе им воведеме данок. Вие се заебавате, ама директно стимулирате иселување од државата, кој што и онака е прилично брзо и прилично на ваша штета. Бидејќи нема кој да работи. Треба луѓе да работат за вие да соберете даноци за папаја, аспарагус и бейби биф. Прибидејќи вие не го плаќате тоа. Некој друг мора да го плати. Да износат штинге за фри ланч или за тие со купени дипломи од англиски. Нема такво нешто во економијата како бесплатен ручек. Може за вас у влада да е бесплатно, но некој мора да го плати, а треба да го плати некој со плаќање даноци. А тие ги нема се иселуваат. И на крај го признавате проблемот. Па да, дека ќе го признаете, ама не дека сакате да го признаете, него имате проблем со собирање на даноци. Нема кој да ви ринта у општеството за вие да јадете папаја, аспарагус, бейби биф и се она друго што како клошари не би го јаделе. Толку просто. Тоа е суштината на мојата Сайберкоманда. Ја не морам да снимам подкасти. Имам преку 500 емисии. 30 години. Сум своевременик и го говорам тоа што го гледам. Дека идиоти, кретени, џукели, лопови, битанги, уличари ја водат државата, представувајќи се како спасители, го уништуваат народот, ја уништуваат државата, ви ја уништуваат иднината и се богатат и стануваат милиардери. Сите партии. Сите. Сите. Сега ќе кажете, па и ти. Ја ќе кажам, не. Не и ја.
Затоа што од Љупчо до Грујо, а посебно до Мицко, кој што ме влечка по судови и ме тужи за искажани ставови, да имаа нешто за мене, ќе го извадеа. Немојте да мислите дека ќе ме поштедеа. Не се тоа структури кои што вака критички однос може да трпат. Така што, не и јас. А они да. Да. Они гласаа за измена на кривичен законник и функционери високи на Мицко им паднаа, им застареа дела кои што се сега во власт. Во влада, во парламент, национални координатори и така натаму. Зимаат пари невидени. За нив не е спорно дали е криза и дали има раст на цените, инфлација и така натаму. Затоа што нивните плати се покачуваат. Самото покачување од 78% доведе платата нивна да е од 2 до 3.000 евра. Башка, немој да мислите дека еден работи у фамилијата. По 20 души работат од владеачките гарнитури. Рачунајте 4-5 души од потесно семејство. Има семејства што земаат по над 10.000 евра месечно. За нив потрошувачка кошничка е нешто со кое што се смеат. Башка не трошат на телефони, не трошат на бензин, не трошат на коли, шофери ги возат. Деловите и регистрациите и промената на улјето го плаќате вие. Немаат гајле. Само треба да се соберат у влада, да се смеат, да јадат беби биф, аспарагус, папаја, манго и друго, и да смислуваат како ќе ве заебаваат. И тоа го прават мощно и успешно цела година. Помина година дена од како се на власт. Избациле билборди, гледам, најдоброто допрва доаѓа. Една година се на власт у влада, 4 години се на власт у цела држава, на локално ниво. Ама допрва доаѓало најдоброто. Па вие чекајте. Ако немате проблем со чекање цел живот, чекајте. Еве, ние ги одбележивме и сега знам дека многу работи пропуштив да спомнам, инаку емисијата би требала до утре вечер да трае. Но генерално најголемите измами се надевам дека ги спомнав од Трамп па преку британците до даноците за немажени и неженети како покривање на извештајот на Европскиот парламент и бришењето на јазикот и идентитетот. Мислам дека све ви напомнав. Вие оваа емисија утре ќе ја заборавите, јас ќе ја паметам. Вие ќе гледате и други подкасти, ќе гледате вести на емисии кои што на телевизии терестријални, кои што се таму за да ви го исперат мозокот, но ја оваа емисија ќе ја памтам. За хронологијата, ќе ја памти и времето, ќе ја памти историјата. За хронологијата, како Северна Македонија секој нареден ден тоне све повеќе у булшит и како секој нареден ден е се поретко и поретко населена. Како секој нареден ден се повеќе и повеќе од вас или се иселиле, или размислуваат да се иселат. Ова беше третата сезона на Cyber Команда. 40-та епизода од трета сезона. Јас сум Филип Петровски. Знам дека немам убави работи да ви кажам, за жал, она што го гледам дека е булшит. А вие никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите. Се гледаме
во четврта сезона за некое време.